Сите дилеми, проблеми и нејасноти околу завршувањето на патот Штип-Миладиновци остануваат зад нас. Изјави денес директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов при денешниот увид во градежните работи. Ако имало некој застои или забавувања, тоа е заради тоа што некој пропуштил во минатото, во проектирањето и во текот на изградбата во изминатите 3 години да отстрани далноводи, да отстрани разни слечишта или да ги реши експроприациите кои што не се решени. Но ние заедно во соработка со Министерството за само еден месец успеавме да ги надминеме сите проблеми. За работите да завршат во новиот продолжен рок, неопходно беше нов анекс договор, објасни министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Владата на Република Македонија на минатата седница даде предлог на закон со анекс договор за продолжување на рокот за изградба нова автопатска делница. Очекувам во текот на оваа недела Собранието на Република Македонија да го потврди тој анекс на договор, односно предлог на закон, со кој што за година дена, односно до 39.2018 година, ќе биде интензивирана оваа градба и биде конечно завршен овој автопат. Иако при изградбата на овој пат имаше многу проблеми кои на крајот и го продолжија рокот за изградба, сепак финансиски импликации нема, тврди надзорот Томислав Ковачовски, кој изградбата на овој пат ја следи од почеток. Во моментот немаме никакви финансиски импликации на крајниот буџетска вредност на проектот, единствено ќе се одрази на продолжување на рокот. Со отклонување на проблемите што се ви кажав објективни и субјективни, патот ќе се заврши за наредната сезона. Овој период се надеваме дека ќе можеме да успешно го завршиме овој проект. До сега, од мај 2014 до август годинава, завршени се 75% од градежните работи на автопатот Штип-Скопје. На преостанатите 25% интензивно секојдневно работат околу 600 работници. Новиот продолжен рок е до септември 2018, односно за точно една година од сега.